Немасте. Добро вечер и добре дојдовте во 20-тото издание на видео подкастот Глас на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добро вечер, сега малку ме збуни. Ја мислам дека тука е Гога која не ме повикува на јога. Да, па јас дојдов сега од јога со Гога и имам некои слики од јогата. Беше многу добра. Јогата инаку е извонреден спорт за оние кои што сакаат да развијат доволно флексибилност за да можат сопствената глава да си ја напикаат во сопствениот газ, за на тој начин да не мораат да се справуваат со реалноста. Добра вечер, почитувана публико. И од мене добра вечер. Добре, дојдовте во ова јубилејно 20-то издание. Вечерва ќе зборуваме за еден текст на Џабир Дерала, меѓутоа првин на кратко би сакале да ја продискутираме досегашниот тек на кампањата за председател на Република Северна Македонија, која што впрочем вчера требаше да има или завчера требаше да има дебата помеѓу двата главни на кандидати. Втори. Денеска е Вчера, значи. Значи вчера, така. Тоа требаше да ни биде темата на разговор. Меѓутоа се чини дека господјата Јога Гога Валеријан имала сеќавања од дебатата со Љубиша Георгиевски од 90-та година, па се пишманила. Малку треба да го појасниме на помладиве што се случило на таа дебата. Мислам дека ќе се сложи со тоа. Да. Тогаш Гога Силјановска Давкова беше представник на реформска снага за Југославија на тој округл стол, на кој беа сите партии кои ќе учествуваат во првите парламентарни избори. Темата беше за економија. И Љубиша Георгиевски беше представник тогаш на МАК. Во на тој округл стол и се обиде да ја објасни на Гога основни правила на принципи на економијата. Кога бидејќи немаше нејзиниот комунистички менталитет, не можеше да свати дека Љубиша зборува за нешто што е надвор од комунистичкото поимање на економијата. И немаше начин како да му одговори, почна да плаче. Како секоја силна жена, силна феминистка. Феминистка, да. Веќе солзите секогаш се најакото оружје на оние кои немаат одговор на ништо. И сега, малку, уште ќе земам уште минута, две за... Како можеме да очекуваме Гога Силјановска Давкова да нема да плаче повторно кога ќе седне со некој да разговара со некои председатели, премиери, на некои конференции каде што треба да го брани, да инсистира на планот за враќање на името и за поништување на Преспанскиот договор. Ако тие луѓе изложат некои факти кои таа не може да ги побие. Ќе плаче повторно? Да. И завршена работа. Уште кога ја избра Силјановска Давкова за кандидат на ВМРО, за надпартиски кандидат на ВМРО ДПМН. Се уште не можам да го разберам тој концепт. Таа е ем кандидат на ВМРО ДПМН, ем не е кандидат на ВМРО ДПМН. Има два штаба. Има и два штаба, има. Па збори и со двете страни на устата, па затоа и треба два штаба. Мислам дека ова е веќе за кој смислил такво нешто и за на психијатар. Веќе не може да постои во една личност двојство. Да. Тоа е веќе шизофренија. Да. Мојот ми беше уште кога за прв пат ја
ја прогласија за кандидат. Тогаш, впрочем, јас мислам дека за прв пат тогаш ја сретнав. Ти ја знаеш од порано. Меѓутоа, за мене Силјанска Давкова е непознат тип. Таа сепак работела на факултет, во комисии, едно друго, не е била експонирана личност. Она што ми остави впечаток е колку е таа антихаризматична и антипатична како личност. Во услови на демократија, каде што всушност изборите се надпреварна популарност, видовме во 2016 еден судир помеѓу Трамп, исклучиво харизматичен човек кој што е народен човек, кој што знае како да ги контролира масите, како да комуницира со луѓето, и Хилари Клинтон, еден тип точно од стилот на Силјанска Давкова, една крута личност, самобендисана, како беше овој зборот, препотентна, личност која што мисли дека поради тоа што има некакви букви пред нејзиното име, дека што се вика изметот не е мириса. Како може таква личност да се кандидира? Таква личност може да биде, да речеме, советник. Може да биде некој опозина. Меѓутоа, таква антихаризматична личност, со каква идеја се презентира таа личност во овој еден момент кој што е денес во Македонија напнат, во кој што зборуваме за опстанок на нацијата или за укинување на нацијата. Со кој ум ВМРО-ДПМН носи ваков кандидат? Сега со почетокот на кампањата, оваа слика што ја имаме сега на екранот е Гога пред нејзината куќа, ја отпочнува кампањата, тоа е слика од видео што пушти ВМРО-ДПМН од Силјанска Давкова во 12:01 на 1 април. Демек ја отпочнува кампањата во темнина, таа ќе донела светлина. Меѓутоа, видете ја како стои, како мокра чорапа, нема присуство, нема воопшто што се вика она сценско присуство. Комаат се викаат згазије го ваљак. Јас напишав на еден мој Facebook статус дека пропусте кој ги прави партијата, која треба да ангажира студио кое ќе се грижи за нечиното за нејзиниот имидж, облекување, фризура, шминка, мејкап, се. За нејзиното глумење на камера. Да, друга групација која ќе се ангажира за нејзиниот настап. Да. Визуелен настап. Каква гримаса ќе прави, зашто? Тоа бил, и јас изненадив. Ова ми даде уште еден повод, овој пропуст на ВМРО, кој не е случаен, бидејќи во ВМРО-ДПМН нема глупи луѓе. Да. Па не го знаеле ова. Дека едноставно Силјановска Давкова е колку толку да излече цензус и да каже дека ВМРО-ДПМН учествувал во изборите и да им даде легитимитет на изборите. Само со нивното учество. А дека ќе победи. Па ја мислам дека и магаре да врзат од ВМРО-ДПМН тие 100.000 души кои ги имаат, кои се врзали за партијата по други основи, не по идеологијата, ќе гласаат. Тоа е. Тоа е истите оние што излегува и на референдумот, од прилика од ВМРО. Тоа е. И само би сакал еден краток коментар околу ова што го направија со јога во паркот, јога со Гога. Бидејќи патам од проблеми со кичмата повремено, оние што патат испробуваат се. Да. И јогата ми беше препоручена како како видна терапија. Едно време правев терапија, правев јога, да видам што е, како е. Самото во себе, самата јога по себе не е ништо, не е ни за подсмевање, не е ни за подбивање, не е ни за критикување. Јогата е еден тип на физичка активност. Да. Меѓутоа, што е проблемот тука?
Проблемот е што јогата е источна навика, азијатска навика, која што е страна на Западот. Посебно во Европа, посебно во Македонија. Посебно во Македонија на Балканот. Ние имаме наши видови на физичка активност, физкултура и играорство. Да. Тоа се традиционалните македонски и копање. Работа на нива, работа земја. Тоа се легитимни физички активности. Значи орото е јога. Да. Затоа што се вежба и гимнастика и атлетика, односно се вежба и мускулите се вежбаат и кардиоваскуларен систем се вежба и умствено имаш координација да направиш. И на крајот, значи тоа баланс, равнотежа едно друго, и на крајот играорството, самото играње ослободува ендорфини во телото и тоа едноставно му дава на организмот елан и го разбиструва и мозокот. Слични ефекти има и јогата, меѓутоа, што покажува Гога со ова незино правење на јога во парк? Таа покажува колку е таа одвоена од македонската култура. Ова е нешто што го прават и овде домаќинки, жени, тоест повеќе овие феминисткињи, што домаќинки. Тие бараат некакви источни мистицизми, азиатски мистицизми, како се вика овие паганства и не знам што, се оддалечуваат од нашата култура, европска, христијанска култура и забегуваат во такви работи. Во овој момент кога повторно ќе повторам, зборуваме за дали ќе опстане нацијата или ќе ја укинеме нацијата. Таа покажува дека нема намера да се бори за македонските традиции, за македонските обреди, за македонските обележја. Да. И од озгора на тоа, повторно со кога е во прашање харизмата и придобивањето на гласови, колку гласови ќе придобие таа со такви настапи? 90% од македонците јога употребуваат. Да не знаеш. Кој го смисли ова да го направи јога со Гога, мислам дека е ајде не, може би ќе добијам некоја кривична пријава. Да молчам. Да одиме понатаму. Значи, денеска ќе дискутираме колумна, да речеме, на Џабир Дерала. Значи, Џабир Дерала, тоа е сега новиот Владе Милчин. Да. Тој е лидерот на цивилните општества на Сорос. Сега на цивил, тоа е не е врзано, не е под Сорос. Него посебно НВО, цивил се вика. Инако исто на јаслите на белосветските добија пари од надвор. Колумната е со наслов "Нема да ви помине" и е од 2.4, значи од вчера. Ке издвоиме само едно-два пасуси од колумната и ќе продолжиме со коментарот. Тој вели вака: немаат право да присвојуваат нешто што не е нивно. Немаат право да користат слогани и символи што се карактеристични за левичарските движења и идеи, а сакаат да го освојат тронот во име на националистичката десница. Нивната кандидатка нема право да говори за правда како експонент на партија што донесе само неправда, а уште помалку затоа што не се надпреварува на парламентарни избори, туку на претседателски, во кампања што ја плаќаат сите граѓани и граѓанки. Но тоа што најмногу ме лути е злоупотребата на шарените за кампањата. Го изгледа видеото и спотот и не можев да си верувам на очите. Како граѓанин и активист се чувствувам навреден поради оваа тешка кражба и злоупотреба. Не можам да дозволам тие против чие дивење протестирав со години да ги користат боите, слоганите и пораките што токму против нив ги извикувавме. Значи Дерала ги монополизира и боите. Да, се. За која бре правда може да зборуваат овие? Каков е овој абсурд? Кој нормален може да го прифати ова дрско присвојување и бесрамна кражба?
Секој од нас поединечно и сите ние заедно можеме да бидеме незадоволни и од оваа и од било која друга власт. И што е најважно, поседуваме кредибилитет да упатиме гласен протест против политиките и на оваа и на секоја друга власт. Но не и тие. Океј. Што има тапија од Господа. Врховен судија. За тој може, да. суди. Само тој може да критикува. Да. Се што можат тие да направат е да одговараат за сите злосторства. За сите злосторства. Не за своите злосторства, за сите злосторства. Се. Може власта да ги амнестира и да им простува колку што сака во име на големата слика и во име на политиката. Тука ми доаѓа да го употребам и кафанското име на политиката, но ќе се воздржам. Нема многу да ги коментираме овие жениве кои што кинат прслуци за Заев и за Стево Пендаровски, бидејќи овој човек е представник на тие. Да. Да име јасно на нашата публика дека дека имаме балансен, тоест рамнотежен приод кон изборите. Текстот нема да го разглобуваме како што го разглобувавме Денко Малевски минатата недела, бидејќи во суштина текстот нема поента. Тоа е само повторување, текстот е само повторување на старите партизански слогани. Доле национализам, доле изолационизам, доле капитализам, се што не ми се допаѓа е фашизам, да живее мултикултурализмот, нема правда, нема мир. Она што е карактеристично во текстот, беше во еден од пасусите што го прочитав, е хистеричното урлање кое што е карактеристично за целата македонска квази интелигенција. Да. Тие се докажуваат кој е попрост. Наместо да нудат аргументи кои што ќе ги поддржуваат и така натаму. Зошто е тоа така? Затоа што Дерала е представник на контролираната, односно фалсификувана опозиција. Вистинската опозиција е тука. Да. Во ова студио. Да. Тој е Джиласовец. Да. Точно така. Тој е кукла, имидж за наводна опозиција. Конкретно, Дерала е дел од режимската екипа чија цел е киднапирање и кооптирање на демократската институција граѓански општества. Тоа се општества кои што треба да прават добротвор, да ги организираат, да се организираат на ниво на мали, на улици, на квартови од градови, на градови. Тоа се патриотски општества, патриотски братства, такви работи, кои што едноставно треба да си помагаат самите на себе си. Не да зимаат пари од Сорос или од Европска унија или од USAID и да прават некакви си проекти кои што немаат врска со она што народот на вистина го сака. Нивната критика кон власта е секогаш површна. Односно се занимава со симптомите на проблемот, со плячките, со непотизмот и така натаму, а не со суштинските причини на проблемот. А безвредно е да се говори за плячките на ова или на онаа власт, доколку не воочиме и не предочиме дека причината за системските плячки на државата е желбата народот полесно да се држи до работ на бедата и на гладот, за да може полесно да се манипулира и да се денационализира. Значи, причината е системот. Да. Тоа е тоа. А тоа е нешто што се работи во Македонија од 45-та, па дури и од 18-та. Ајде да ги оставиме пред 45-та. Да. Тогаш официјално била поробена. Да. Па можеме да заради робство поробувачот така одлучил. Да. Од 45-та е нели самостојна држава. Да. Доброволно во Сојуз Југославија. Понатамошен доказ дека цивилните општества, чиј што моментален лидер во отсуство на Владе Милчин е Џабир Дерала, се наменски произведен фалсификат од кујната на УДБА, е тоа што тие се занимаваат со така наречените човекови права и се борци за така наречената социјална правда на маргинални појави, како на проститутки, на хомосексуалци, на педофили, на не знам што, а не на вистинските жртви на режимот. Во оваа колумна, слично на што го прави Денко Малевски во
слободно кажи Македонија, Дерала ги обвинува националистите за сето она што не чини во Македонија. А каков е овој застапник на човековите права, кој се бори за правата на проститутките и хомосексуалците, па и дури и за животните, кој исто така и застапник на абортусот, на феминизмот, на оддалечувањето од традицијата, а кој не нуди ни збор за систематскиот прогон на македонските националисти од страна на службите на државна безбедност со време на 90-те години. Само ќе дозволиш. Период, се извинувам, период за кој отворените архиви на УДБА нудат изобилство на докази. Сакам да те коригирам. Да. Мислам, не да те коригирам, него да го објасниме поимот, бидејќи кој ќе се каже во Македонија националист и национализам, тоа е како да убиваш човек. Фашизам е тоа. Да. Поистоветено е со Хитлер. Да, со Хитлер. Во Македонија сите на кои водела УДБА досиеа биле застапници за самостојна и суверена Македонија. Самостојна, суверена и демократска Македонија. Да. Тоа не е национализам. И сам, тоа е вистински национализам. Не е национализам кој сака да го прикаже Дерала и не е шовинизам. Да. Шовинизмот е да бајдаш нешто туѓо. Да. Македонците барале собствена држава, демократска, самостојна, суверена држава. Затоа биле прогонувани. Сега, тука се отвара уште едно прашање, која Дерала се обидов да во една поранешна со него одговор на негова колумна на која тој не смееше да ми одговори, да му укажам на неговите подметнувања. А баш тоа е подметнувањето. Што тој секој обид на македонците да се конечно да се изборат за самостојна и демократска држава Македонија, го третира како национализам. Како одземање на нечии права, чии права одземаме ние во наша држава. Да, со тоа што сакаме да се самодефинираме. Да, самодефинираме. Да, па тој поаѓа од марксистичката призма и прво се она што не ми се допаѓа е фашизам и секој национализам е нацизам. Сега, дали е баш така? Па еве сега да го поставиме и ова прашање. Дали е честно и искрено да ги критикуваме националистите и национализмот македонски, без при тоа да кажеме збор два за албанскиот шовинизам, национализам. Ако да не одиме подалеку, од 80-та да поедеме на нааму. Не, Балканот Ајде 80. Од 80-та. Балканот, албанскиот национализам беснеje на Балканот од 80-ти. 63-64 се првите изблици, бидејќи ти тоа не го знаеш. Тоа е првата група која дојде од Косово, бегајќи од за да се сокрие во Македонија, беше дојдени во Куманово една група. И тие останаа тука, никој не ги чепна. Тоа ли се диво населје? Не. Тоа е веќе преселбата после. Не, ова беа тие групи кои се бореа за Косово република. Значи, од 60-тите години, да, па 80-те па натаму, имаме еден куп албански движења и вооружени судири. Да. Тие ја дестабилизираат Македонија, ја дестабилизираат Србија. Од Србија одвоија цела покрајина, имаат претензии за уште додатни делови од Србија, имаат претензии за територија од Македонија, претензии за територија од Грција. Да. И тој национализам не е проблем. Тоа е борба за човекови права, според Дерала. Да. Мојата борба за самостојна држава Македонија е национализам. И Дерала го осудува. Сега би понудил една теза и ќе одиме по нашата дискусија. Во Америка има еден професор по психологија по име Кевин Макдоналд, кој има напишано серија од 3 книги, меѓутоа сега ќе се задржам само на едната. Се вика Критика на култура.
Culture of critique. Тезата му е отприлика вака, дека за време на 20 век евреите развиваат стратегија за подривање на, бидејќи тие се малцинство насекаде, тие развиваат стратегија да ја подриваат домородната, односно доминантна култура, преку постојано критикување на истата, користејќи ги методите на пред се на франкфуртската школа, тоа се постмодернизам, она критична теорија, не критична мисла, критична теорија е да се критикува се и сешто, критична мисла е решавање на проблеми. Ревизионистичка историја, анализирана преку марксистичка призма, еве тоа, токму тоа го работи Дерала, феминизам, етнички науки, африкански науки, промоција на педерастија, на шпекулативна реалност и на морален и апсолутен релативизам. Да. Тоа е многу битно. Потоа со методите на психоанализа и преку субверзија на популарната култура. Значи, во културата, бидејќи евреите се, например, добри, талентирани се за пишување, како писатели, како адвокати, едно друго, тие постојано пишуваат представи, книги, сценарија кои што традиционалниот еврохристијански живот го покажуваат како репресивен, како назаден, како регресивен. Користејќи ги методите на овој препакуван марксизам, всушност ова се вика овдека културен марксизам, не економски, културен, кој претежно се занимава со културниот аспект на животот на едно општество, според Макдоналд евреите успеваат да наметнат чувство на нерешителност и сомнеж во своето право да се грижат за своите интереси кај домаќинското, односно кај доминантното еврохристијанско население во Северна Америка, па дури и во Европа. Депримирајќи и деморализирајќи го доминантното население, инсистирајќи на заштита на правата на маргинални малцинства, тука во прво време во 60-тите се почна со црнците, па потоа се премина на хомосексуалците и муслиманите, а промовирајќи мултикултурализам, кој пред се подразбира сузбивање на домородниот национализам и на неговата христијанска вера, потоа на социјални програми кои што префрлаат пари од работното еврохристијанско население во рацете на непродуктивното население. Тука пред се зборуваме за самохрани мајки од африканско потекло, сексуалното ослободување, кое што придонесува за стварање на овие самохрани мајки, кои што се товар на државата. Потоа прием на универзитети и работни места по клуч, односно по квоти, со кои се ограничува пристапот на компетентните еврохристијани, преку антагонизмот кон историјата и традицијата и преку така наречената борба за социјална правда и човекови права, или најпросто речено преку урнисување на дисциплината и моралот кај домашното население, еврејското малцинство успеало да се наметне себе си како политичка, финансиска, правна, културна, образовна и општествена елита. Тука евреите се, не знам, мислам дека се околу 1% од населението, тие се околу 80-90% од правничкиот кадар во Америка веќе. Да. Преку 50 или 60% од конгресот американски е понсо евреи. Да. Медиумите, Холивуд ги контролираат тие, финансиските куќи ги контролираат тие. Овој, значи, пристап на мултикултурализам им оди во прилог на малцинствата, а на штета на мнозинството. Да. Сега, според мене, ова е тоа што работи во Македонија од 45-та па наваму, а продолжува со засилена со засилен импулс да се работи од 90-та на наваму. Тоа го прави Џабир Дерала во соработка со УДБА и со македонските корисни идиоти. Да. Тоа е стручен термин од кујната на КГБ. Тоа тие се викаат полезни идиоти, луѓе кои што несвесно работат во полза на некој друг агент. Тоа се луѓето како Најчевска, Милчин, Малевски, Колозова. Тие го разнебитуваат македонскиот народ на тој начин. Прашање е колку се несвесни. Да. Па добро сега. Прашање тоа е сериозно прашање, бидејќи
затоа и битката да нема лустрација, за да не го видиме дека тоа не е дека тоа тие не се несвесни идиоти. Да. Повели. Јас те прекинав малку, но морав да Да, тоа е тоа. Тие постојано ги критикуваат македонците на секој излив на национална гордост, на национална свест, при секој наш обид да се дефинираме како нација, тие тоа го означуваат како фашизам, како нацизам, како простаклук и последниве два случаја. Филмот на Јани Бојаджи и ке ти питам бабо. Да. Таква омраза. Не можеш да разбереш за еден, за една песна која побудила кај македонците разбудила едно заспиено национално чувство. Тоа на сите треба да им е драго. Бидејќи националист, пред сега сака сопствената држава. А државата не може да ја сака ако не ги сака сите кои живеат во неа. Бидејќи сите допринасаат за успех на државата и националистот тоа го цени. Секој кој допринесува за државата, на мене ми е драг. Па дали е македонец или е србин, албанец, турчин, што сака нека е. Кој ќе ја сака државата, кој ќе ја брани државата и кој на економски план ќе допринесува за државата. Тоа е национализам. Да. Дерала подметнува национал шовинизам. Зборот национализам го испрала зборот шовинизам. А национал шовинизам е омразата кон другите, територијалните претензии да им се одземе куќата, место кај што живеат, да се истерат од тука, за да се прошират тие кои наводно се борци за граѓански права. Стево Педаровски ни призна дека 2001 година албанците веќе барале разграничување. Признале дека војната која ја повеле била војна за територии. Ама Џабир тоа никогаш не се го слушнал да го напишал да го споменал да го напишал некаде. Џабир зборува за злостори. Да, тој го споменува еве конкретно 27 април го споменува. Да. Меѓутоа не вика тука дека проблемот е што на неуставен начин се наметнал човек кој што бил еден од лидерите на терористичката организација која што покрена побуна со цел да ја отцепи дел од Македонија, не го критикува тоа, туку го критикува филибастерингот на ДПМН. Што е дозволено на Македонија. Филибастерингот е дозволено на Македонија. Го применуваше Талјат Џафери филибастерингот. Да. И тогаш никој тоа не го оспори. Да. Пропадна, затоа и пропадна законот за бранители. Да се донесе. Заради тој филибастеринг што го примени Талјат Џафери. И тука се тие сега. Многу малку луѓе ја се гледуваат поентата, вистинската цел на Џабир Дерала со ваквите негови колумни. Таа е многу опасна. Па добро, на мене колумнава ми личи, јас како што реков на почетокот, едно повторување на она што веќе треба да го знаеме, нели, она што не учат во училиште, што е да бидеш добар југословен. Едноставно, ни повторува дека национализмот не чини, капитализмот не чини, дека капитализмот е плячка. Ги повторува оние работи дека се плячка и тоа дека е проблем во државата. Зошто се плячка? Тоа никој не го дискутира. Кој плячка и зошто се плячка? Зошто се плячка? Тоа е, зошто никој сега, тоа не го дискутира? Вака, баш околу тоа. Како тоа? Еве во колумната тој вели вака. Нивната кандидатка нема право да говори за правда
како експонентна партија која донесе само неправда. Чекај. Што беше? Каде е партнерот на ДПМН, кој и тој, бидејќи ДПМН не владел сам тие 12-10 години. Владееле две албански партии, биле коалициони партнери во првите година-две Тачи или ДПА и потоа Дуи со Али Ахмети. Значи тие не правеле злостор, ама не злосторе и гледајќи го тој што прави злостор, а не реагирајќи. Да, посебно ако си ти ортак во власт. Да, соучесник си во тој злостор. Каде е да каже збор 2 за проблемот што со тоа што Дуи и ДПА се дел од власта, дека тие на тој начин го легитимизираат насилството како начин на доаѓање до власт. До власт. Тие се постојано во власта од тогашна народ, Да. така ли? Да. И сега се зимам за право, мислам ова ми е посебно така ми дојде во да е забранува на Гордана Силјановска-Давкова да ги користи слоганите и символите на комунизмот. Силјановска е од него 3 пати поголем комунист. Па Силјановска на него може да му забрани да ги користи слоганите на комунизмот и обележите на комунизмот. Во времето, барем како пишуваат на овие социјални мрежи, таткото или дедото на Дерала бил со балистите. Значи тој нема врска со комунистските символи. Татко или дедо и на кој беше на Силјановска или таткото на Мажи е голем партизан. Да. Комунист. Значи таа има легитимно право да биде, да му каже на Дерала, ти немаш право да ги користиш. Овие символи се мои. И крај. Мислам, тука е пак една голема лага од Дерала. Да. Како може така? Повторно се оградувам, дали е ова вистина, су го сретнал. Како може балист сега да се повикува на комунистички дете на наследник на балист? Сигурно тој членувал во некој од тие групите ленинисти, марксисти. Па од тука може би... Ама не верувам дека... Не личи тој на таков. Таа е превише... Премногу е со нежни раце. Да. Понатаму тој вели вака. Се што може тие да направат е да одговараат за сите злосторства. Може власта да ги амнестира и да им простува кога што сака во име на големата слика и во име на политиката. И чекај сега, каков е овој борец за правдата што вика дека одредена група, цела значи група националистите или ВМРО ДПМН или за кого зборува тука не зборува, не кажува конкретно, дека тие треба да одговараат за сите злосторства. Да. Не за своите злосторства. Па како? Па нели го потребуваат слоганот на комунистите? Значи злосторот и комунистички е нивни сега. Да. Се што е злостор направено, и оној српскиот, и турскиот, и албанскиот злостор, му припаѓа на ДПМН. И треба да одговара. Албанците се чисти, тие не направиле никој злостор. Србите не направиле никој злостор. Комунистите, да бете, тие се најчисти. Но, има една друга овдека една голема будалија, мислам, еден перфидна, како не знам што да кажам. Тој вели дека шарената револуција е негова и никој не смеја да ја валка. Таа шарена револуција ја донесе власта која амнестира
им простува на тие кои правеле злостори. Да. И сега чекај, бедерала. Свесен си што зборуваш, или тоа е така, ќе добиме се во исто, ќе ги плукаме и овие и оние, ама ќе ги плукаме така во. Ќе си правиме муабет и ќе излеземе на крај, па јас се кажав. Да. И по ова е она критична теорија, односно теорија на критика. Да, критична теорија, Да. викаат, што всушност налага едноставно само критикувај. Нема врска дали е аргументирано, дали е поддржано со фактите. Да. Само зборувај, дроби критика, без критички да размислуваш. Само фрлај и се што не ти се допаѓа, се е фашизам. Има таму на едно, мислам дека овдека му беше тоа. Посебно би се осврнал на овој дел од неговата колумна, каде што затворањето на телевизијата А1 и трите дневни вестника ги споредува, ги третира како атак против медиумите. Велија Рамковски, јас качив за него 3 видеа, кои ја почна ова негова распад на неговото царство, во кој тој јасно говори дека рекетира за реклами. Да, нема да те напаѓам ако платиш реклама. Така му беа. После тим ден денеска се видеата на Котле, дека не им плаќал доприноси на работниците. Тоа е едната страна. Инспекциите докажа дека затаил данок од неколку милиони евра. Тоа што тој тие објекти ги ставил во зградата на А1 телевизија, било со цел да се заштити криминалот, со тоа што еве се удира на телевизијата. Телевизијата е дел од тоа криминално здружение. Јас сум малку постар, па знам како работеше неговиот унипроком и како се качуваше по скалите нагоре Веле Рамковски, благодарејќи на дружбата со Црвенковски, Гошев и тоа скопско со ФУФО, тоа скопско квази бизнис лоби, кое благодарејќи на кршењето на законите, неплаќањето на данок на промет, успеа да направи. Џабир не споменува дека тој американците можат да извршат судска пресуда против Велија, затоа што парите добиени како донација од Америка ги потрошил не за телевизија за која му бидел дадени, туку се купување на батаци. И сега за таков човек ќе зборува дека и тој зборува за почитување на закон и на право. Да. Ама Велија е од нашата страна и ќе го браниме, ќе лажеме дека тој е ваков чесен и дека тоа што му направено не е направено заради криминал, туку заради освета. Да. Има многу паралели со работите што се случуваат во Америка, на западот, овие неколку години наназад. И тоа е всушност според мене доказ дека Реган погреши што го сруши Советскиот сојуз. Со тоа што се сруши Советскиот сојуз, им се дозволи на двете крила на социјалистичкото движење, на интернационалното социјалистичко движење да се спојат. Ова денеска културно-марксистичко движење кое што го гледаме и на западот, а еве и Дерала е негов представник во Македонија,
проникнува од 68-машите. Комунистички движења имало во Америка уште во 30-те, 20-те, 30-те години, па ги има оние бебиња од црвени пелени, кои што воглавном се евреи. Голем дел од нив се разочаруваат од Советскиот сојуз кога Хрушчев го држи говорот во кој што објаснува дека околу 7 милиони души погубил Сталин. И тогаш еден дел се оттргнува од комунизмот, меѓутоа еден дел останува. Тој дел ја спроведува револуцијата 68-машка овде и при падот на Советскиот сојуз, односно неколку години, 2-3 години пред да се распадне Советскиот сојуз, наводниот финансиски гуру Џорџ Сорос, кој што инаку има пријателски врски со Хилари Клинтон уште од 68-69 година, кога што таа завршува факултет. Тој како финансиски гуру од Wall Street, тога живее во, мислам дека беше во источното село, се вика во Њујорк, или во Гринич, мислам дека беше всушност. Тоа е збиралиштето на сите овие клошари, хипици. Да. Сега, што бара тој човек, дел од елитата на Њујорк, да живее во дупка. Меѓутоа, тој, значи, во негде 88 година оди во Русија, во Советскиот сојуз. И ги почнува првите контакти со Советите. По распадот на Советскиот сојуз, Клинтон го праќа него заедно со оној Џефри Сакс да ја врши приватизацијата во Источна Европа и во Советскиот сојуз. И тогаш се спојуваат двете крила на комунистичката интернационала и од тогаш почнуваат овие нагли промени овдека. Сега, медиумите веќе и во Америка се она што се и во Македонија. Тие се исклучиво пропагандно средство на милионери и милиардери, со кои што тие го уценуваат власта и го наметнуваат своето мислење врз јавноста. Да. И тоа е всушност она што го работеше, да кажеме, Велија Рамковски. А овој Дерала е тој е мегафон. Да. Тој е само нивни бранител. Сега, како да го повржеме се во ова? Овие луѓе пропагираат комунизам. Ова Македонија се шири веќе од 45-та на наваму. Да. Тоа е она во филмот на Бојаджи во Ругањето на Христа. Тој има еден извореден лик, баба Султана, која што е склеротична, да кажеме 70-80 годишна жена, партизанка своевремена, која што доживеала некаков, дали беше мозочен удар или не знам што беше, заборавила да зборува грчки и зборува само македонски, меѓутоа и на македонски има како расипана плоча, повторува неколку слоганерски говори од време кога комунистите дошле. Еден од незините говори е дека нема да се двоиме, партијата каза нема да се двоиме. Сите сме од едно семе родени, под едно сонце раснати и сите ние сме едно исто. Таа филозофија на нас македонците ни се продава како Божје слово. Истовремено, овие другиве националности, албанците, грците, србите, бугарите, сите тие си имаат еден многу здрав и многу витален национализам. Значи, улогата на Дерала е иста на улогата на овие евреи кои што ги опишува Кевин Макдоналд. Тој го подрива македонската национална свест, го подрива македонското национално чувство, нашето чувство на самодоверба, нашето чувство на право на обстојување, со вакви каша попара текстови.
се што правите вие македонците се е шовинизам, се е нацизам. Точно така. То е едно парче, пак во негова повраќаница, во која вели нека не ми ја чепка, нема правда, нема мир. Нема правда затоа што се однесува на нив, а се разбира и не само на нив, туку на секоја структура која што не ги исполнува ветувањата, а не работи вредно и посветено на враќањето на демократијата и почитувањето на човекови права. Су го поставил ова прашање и на Заев и на еден куп тие кои од 2015 посебно како се појавија бомбите, дека нема правда, нема мир, ќе го ја вратиме слободата, демократијата и правдата. Кога имало во Македонија слобода, правда и демократија? И сега, зар Пендаровски ќе ја врати, ќе ги врати човековите права и слободи? Зар Пендаровски ќе врати слободата? Па тој бил директор на аналитика на МВР. И па ако зборуваме за враќање на демократијата во Македонија и за слободата, тогаш значи зборуваме за оние правда и слобода и демократија кои што биле за време на комунистичката окупација, за време на српската окупација, за време на турската окупација. Епа тука е и сега, ама тоа го префарла на кандидатот на опозицијата. Само да појасниме тука, имало слобода, правда, демократија во тие периоди. Само не за македонците. Да. Имало за албанците, имало за србите, имало за таа комунистичка врхушка на македонски предавници, имало за турците, за ромите, меѓутоа немало за македонците. Тоа е конзистентното во сето ова. Убиците на македонци никој што одговарале. Убиецот на Чесновска станал висок функционер. Налогодавачот на убиството на Рацин со години беше Господ Бог во Македонија. Да не зборувам за криминали, чуда и муки кои се правени од врвот на власт, на партијата, бидејќи таа беше власт. Да. И сега, зашто Дирала не го спомене Пендаровски и неговото учество во кршењето на човек, сокривањето на кршењето на човековите права и слободи. Молк. Зошто не спомене, сега дадовме видео за Силјановска, за нејзиното учество во Венецијанската комисија. Зошто тоа не го спомене? Сега не ли... Тоа е една... Како човекот води невладина организација, треба тоа да го посочи, дека е спречено казнувањето на кршачите на човекови права и слободи во Македонија. Прислушкувањето не е од 2006 година. Да, меѓутоа сега ако ги ставиме 2 и 2, ако ги собереме, тога што вика национализмот е греф, национализмот е проблем, што значи дека овие што биле гонети во 90-тите како македонски националисти, не е проблем. И затоа нема злостор. Да, виновни се. Така ли е? Националисти биле. Да. А национализмот е... Сега не знам, никаде во Уставот не пишува дека национализмот е забрането дејство, меѓутоа така го толкува. Пишува во правилникот за работа на Фрчковски. Тајно издаден во тајниот службен весник. Пишува. Ама сега што Фрчковски се демонтира сам себе по тоа, дека
национализам или екстремизам, ако не е поклопен со дело, не е казнив. И не треба да се прогонува. Екстремизмот 2001 година со употреба на оружје не беше казнив и не беше гонет. Убиство на цивили, македонци, киднапирањето, убиство на 20 од Бриони, изживувањето со работници од Маврово за Дерала не е злостор. Секое убиство на цивили во војна е воен злостор. И тој не се амнестира. Не постои закон зашто Дерала не посвети една барем негова колумна да ги подсети граѓаните на Македонија дека тие дела не може да се амнестираат нити застаруваат. И еве да побара од лаата на Заев, бидејќи тој ја донесе, нели, со слоганот нема правда, нема мир. Еве да истераме правдата, да ги суди. Киливите беа подготвени за судење, Груевски заради партиски интереси, заради лични интереси да обстане на власт, ги амнестираш. Еве сега Заев да се разликува од Груевски, за да покаже дека тој не е националист, туку е човек за правда, нека го отвори процесот, судскиот процес за хашките случаи. Ајде Дерала те види еднаш вистинско НВО. Ајде осмени се да... Или ќе се криеш дека си голем интернационалист, дека си голем космополит, ама само ги преболшува сите албански злодела. Сите изјави на албанците кои упатуваат на рушење на државата, ги сметаш за најнормално. Тоа е, тие се борат за човекови права. Да завршам, мислам дека и Дерала, како и номинатиот мој текст, нема да одговори ништо. Не. Тој текст го објавија да. Медиум, во нивниот портал, меѓутоа веднаш со упозорење дека во текстот има печатни грешки и граматички грешки, така да не се мачите да го читате. Обично луѓе кои се задолжени, да не кажам платени или варбувани да шират пропаганда на одреден центар, никогаш не влегуваат по полемика за нивните написи. Не полемизираат на укажани недоследности. Бидејќи тие се свесни дека секоја полемика ќе открие нивната лага и нивната нивната пропагандна цел на текстот, кој не се базира на никакви аргументи и докази. Тоа е цела работа. Значи, ќе заокружиме тука. Денеска малку пократко од вообичаено, меѓутоа толку заслужува Дерала. Заслужува човек. Толку може на ваква повраќајница да се зборува. Да. Единствено што би можеле да посочиме, значи како што рековме, сите овие повици за интернационализам, за мултикултурализам, за меѓуетнички соживот и така натаму, сите критики кон македонскиот, изливите на македонски национализам и на македонска национална свест, се тоа се само едни перфидни игри да се разбие македонскиот национализам на сметка на национализмите на оние кои што не обкружуваат. Да. Повторно тука најсериозни се албанците, бидејќи тие имаат територијална претензија, и србите кои што имаат интерес кон остатокот на Вардарска Македонија. Вардар Бановина е нивна. Вардар Бановина во Македонија пред некој ден еден наш гледач ме прашуваше зошто сметам дека Србија е сепак најголемата опасност. Па тоа е бидејќи Србија во Македонија веќе 100 години како има своји структури,
безбедносни структури, интелектуални структури, луѓе разместени по судовите, по училиштата, по образовните институции, по факултетите и така натаму. И тие се во пол позиција. Да. Кога доаѓа и до чувствата на македонците, до македонците, до културната кој има најмногу доминација во Македонија во културната сфера, па тоа се србите. Точно. Значи, тука станува збор со ваквите надписи од страна на луѓе како Дерала, ја гледаме коалицијата албански шовинисти, српски шовинисти, како заедно работат на штета на македонците. Србите стојат во позадинат, например како што евреите тука го работат со црнците, да кажем, или со хомосексуалците. Некоја поглупава, понеспособна маса се турка напред, а тие од позади ги издействуваат оние права кои што тие сакаат да си ги добијат за себе. Па само малку, да те прекинем. Ибар, Мама, Вујко, Стрелец, не беа соработници ниту на ЦИА, ниту на БНД, ниту на бугарското БНРС, туку беа на КОС и на БИА. КОС ги предаде на БИА. Тоа се алијасите на Ахмети, на Чичкому, на целата врхушка на ДУИ. На ОВК постава партијата ДУИ. Тоа е целата работа. И сега, како последно што би сакал да го нагласам, е дека овој Дерала произлегува од истата идеолошка матрица како и обајцата главни кандидати на овие избори, и Стево Пендаровски, меѓутоа многу повеќе загрижувачки, и кандидатката на ВМРО ДПМНЕ Гордана Силјановска. Мислам дека таа е поголем комунист и од Пендаровски и прогресивец. Мислам, тоа е ми го се да збор. Таа е новата генерација на комунизам. И таа е и пред Колозова, во тој дел е многу пред Колозова. Колозова може да биде чирак. И сега ќе ви најавам дека идната веројатно емисија ќе ни биде повторна обработка на Гордана Силјановска Давкова од аспект на незината идеологија и токму на ова на незиниот прогресивизам. Затоа некои работи и сега ги кратевме во ова емисија, да не навлеземе во тој дел, бидејќи тој дел ќе биде исклучиво за Силјановска. Сакаме да го оставиме, да го видите тогаш вистинското лице на сите овие постмодернистички движења, прогресивци, левичари под разни нови имиња, а се е тоа марксизам и Титов комунизам. Целата поента на сето тоа е да се разнебити македонската национална свест, македонскиот национален дух и да се уништи македонскиот народ како нација и како народ, и тој веќе да се претопи во овие соседни народи. Се надеваме дека ви се допадна содржината и овој пат. Од вас единствено бараме да ги споделувате овие видеа, да се запишете, да се зачлените на нашиот YouTube канал и да останете со нас во нашата потрага по вистината и во нашето ширење на вистината, бидејќи вистината е единственото што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.